Почитувана министерка за одбрана Радмила Шекеринска, почитувани министри за одбрана денеска овде присутни, почитуван заменик, помошен секретар за одбрана на САД, госпоѓа Лора Купер, почитувани представници на Министерството за одбрана, на земјите членки на Јадранската повелба и на земјите наблюдувачи, Ваши екселенции амбасадори, кои што сте денеска присутни, почитувани други присутни. Дозволете ми во име на Република Македонија, како земја председавач на Јадранската повелба 2017 година, да ви посакам добре дојде и успешна работа на состанокот на министри за одбрана на земјите членки на Јадранската повелба и на Соединетите Американски држави, и кој се одржува под мотото "Интеграцијата е целта, соработката е начинот". Во развојот на НАТО низ историјата бевме сведоци на многу иницијативи кои имаа за цел да осигурат мир и благосостојба на сите граѓани низ целиот свет. Кога зборуваме за успешни иницијативи кои се однесуваат на проширувањето на Североатлантската алијанса, без никакво сомневање можеме да се повикаме на континуитетот и успешниот епилог на иницијативите како Вишеградската група за земјите Полска, Чешка, Словачка и Унгарија, потоа Вилнус за Литванија, Летонија и Естонија. Овие иницијативи послужија како мотивација за соработка и интеграцијски процес на земјите од Западен Балкан. Во мај 2003 година Албанија, Македонија и Хрватска, како членки во платформата Партнерство за мир, со цел да ги координираат своите активности во процесот на интеграцијата во НАТО, ја подпишаа Јадранската повелба, тогаш наречена А3, за регионална соработка под покровителство на Соединетите Американски држави. Во јануари 2009 година Јадранската повелба доби нов формат А5, откако во оваа иницијатива беа вклучени и новите земји членки на групата Црна Гора и Босна и Херцеговина. Столбовите врз кои се издигна заедничката Јадранска повелба се партнерство и интеграција на државите подписнички во иницијативата на НАТО, имплементација на реформите за демократија и владење на правото, почитување на човековите права и слободи и економските реформи. Сите овие столбови представуваат предуслови за мир и стабилност во нашиот регион. Соработката на земјите членки на Јадранската повелба доби на суштина и во заедничките решавања на регионалните безбедносни проблеми, борбата против организираниот криминал и корупција и безбедноста на нашите граници. За време на сите изминати години, Република Македонија како држава подписничка на Јадранската повелба, со своето активно учество во мировните операции на Алијансата на секаде низ светот, ја презеде одговорноста активно да придонесува во заедничките вредности што ги делат земјите членки на НАТО. Да се подсетиме дека Јадранската повелба ги мотивираше земјите членки во рекордно време да ги достигнат стандардите и критериумите за членство во Алијансата. Добивањето покана за членство не беше воопшто во прашање и навистина на самитот во НАТО во Букуреш во 2008 година Албанија и Хрватска добија покана за членство во НАТО и станаа дел од оваа моќна организација. За жал, тогаш Република Македонија остана пред вратите на НАТО поради спорот со Грција, иако сите се согласија дека нашата земја ги исполнува сите критериуми. И за жал, веднаш после тој настан, Република Македонија беше втурната во ретроградни политички процеси кои кулминираа со најтешката политичка криза во нашата земја после осамостојувањето на Македонија. Оваа криза ги запре, па дури ги уназади отворените евроатлантски процеси. Но, демократските сили на Република Македонија, во содејство со слободоумните граѓани на земјата, се издигнаа над кризата и апатијата што го беше запоседнато нашето општество и повторно ја вратија надежда. Нашите граѓани се определија за градење на силна демократија, почит на човековите права, добро владење, работни места и образование, за градење на кохезивно општество како наша стратешка инвестиција. Продолжуваме да се водиме од вербата дека евроатлантските интеграции и регионалната соработка, базирани на солидарност и демократски вредности, се неопходни за долгорочна стабилност на регионот и на целиот континент. Последно, но не помалку важно, овие заложби можеме да ги оствариме само единствено со силна поддршка
од страна на Соединетите Американски држави, нашиот стратешки партнер, и ние сме особено благодарни за тоа. Денес Република Македонија стабилно и енергично чекори напред. Убедени сме дека Република Македонија ги заслужува евроатлантските перспективи. Над 75% од нашите граѓани посакуваат членство во Европската Унија и НАТО. Владата, со подршка од граѓаните и од нашите меѓународни партнери, го трасира патот на нашата држава кон НАТО алијансата. Република Македонија секогаш ќе дава позитивен придонес во секој вид на иницијативи кои ќе донесат поширока и подобра соработка во регионот. Колку повеќе се среќаваме и зборуваме, толку повеќе се ослободуваме од предрасудите едни спрема други. Владата на Република Македонија создава услови за градење на национален консензус со сите клучни одлучувачки политички субјекти, со претседателот на државата и со опозицијата за забрзување на нашата интеграција во НАТО. Поради тоа и до синоќа до 3 саат трае состаноците на обид да се излезе од една микрокриза која што траеше во државата и се уште трае. Но силно сме посветени на процесот на домашните реформи кои ја унапредуваат и ја зајакнуваат нашата демократија, за да бидеме во склад со политичките критериуми за членство во НАТО. Го зголемивме буџетот на одбраната и имаме одлична политичка волја буџетот на одбраната да се зголемува секоја година за 0,2% од бруто домашниот производ. Исто така, одлучивме да го зголемиме нашето учество во мировните мисии. Воедно, посветени сме на наоѓање на начини да се надмине проблемот што го има Република Грција со името на нашата држава. Веруваме дека тоа е многу важно и преку инклузивен пристап дома и со градење на позитивна атмосфера на добрососедство и соработка со Република Грција. Оттаму, со право очекуваме Република Македонија да биде 30-та земја членка на Алијансата и ќе работиме за таа цел, заедно со граѓаните. Во тоа име, навистина ви посакувам добре ден на сите, плодна работа овде во нашиот прекрасен Охрид, со кој што се гордееме и представува наше балканско богатство. Благодарам.